Еден од тие народни борци, чиј животен пат бил исцрпен со идеалите за социјална и национална правда и над се да се уништи фашистичкото зло, е токму Герас Цунев, пред чија биста денес застанавме да му оддадеме почит, советување дека и утре, како и денес, тој е заедно со нас сите граѓани на оваа општина. Ретки се мајките кои на овој град и на светот му подариле таква рожба, кои целиот свој живот ќе го заложат за слободата, независно преживеаните болки од измечувањата во темните зандани и раните од куршумите. Истовремено, осознавајќи ја експлоатацијата на работникот, се почесто му се забрзува отчупувањето на срцето и започнува бунтувањето на младиот работник. Тоа негово чувство да се крене гласот го носи во редовите на напредните шивачки работници, каде млад, но одговорен, ќе се изгради во голем борец за работничките права и еден од најистакнатите синдикални активисти и пошироко од овој регион. По добиена задача, тој добро наоружан се упатува во базата на Плачковица заедно со други соборци. По неколку дена групата е откриена и се случува воен судир од кој Герас е сериозно ранет и со последните сили се упатува низ шумата кон Радовиш. Од Штипскиот затвор го префрлиле во Скопскиот, па и во состојба на агонија до последниот здив останал на партизанскиот завет да не се предадат соборците. Бидејќи не успеале да добијат ниту една информација, крвниците ја извршуваат смртната пресуда со бесење токму на овој ден на 21. јануари 1943 година.